Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Имам гостин во студиово, мој драг пријател, кој и минатата година во истово време беше наш гостин на програмата на ТВ каналот ВИС. Но сакам да ве запрашам, знаете ли што значи ВИС? Не, ВИС не е само името на нашата телевизиска куќа. ВИС на времето во една поранешна држава која се викаше Југославија, обично се употребуваше за како кратенка за вокален инструментален состав. Значи групите беа ВИС идоли или ВИС не знам кој таму, но ВИС е и нешто друго. ВИС е кратенка за Владимирските и Линденски средби. Манифестација која традиционално се одржува во Владимирово, Беровско село. Бранислав Бранко Ужевски е мој гостин, а тој е председател на Сдруженијето кој исто така се вика Владимирски и Линденски средби. Господине Ужевски, добар ден и добре дојдовте во нашата Добар ден и ви благодарам за поканата. Така. Минатата година убаво си помуабетивте, убаво помина целата манифестација, годинава со нови сили напред. Која поред е годинашна манифестација? Владимирските и Линденски средби се организираат по седми пат. По седми пат, значи седма година поред. Од година во година сум слушнал дека е се подобро и подобро. Така ли или не? Да, и во прошлата година една изјава овде кажав дека ако не направиме нешто подобро наредната година, подобро да не постоиме. Да не постоиме. Така да оваа година сме спремни. Владимирските и Линденски средби веќе може и да почнат. Може и да почнат. Навистина, добро. Она што се случи во меѓувреме, минатата година не бевте председател на Сдруженијето, ако не се лажам. Годинава сте избрани, така? Да, во право сте. После завршувањето на мандатот на 4 години ние имаме изборно собрание, кој изборно собрание во месец мај ме избраа за председател со големо мнозинство, ме избраа за председател, така да ми беше посебна чест и тоа ми е едно благодарност до сите членови за мојата успешна работа во сегашниот период. Сега, поминаа 6 манифестации Владимирски и Линденски средби, оваа седма поред е еден своевиден тест за вас. Дали председателот ќе успее да организира добра манифестација? Така, за да ја продолжиме традицијата во Владимирово, сигурно дека ќе направам све за да можам заедно со екипата која е формирана од 15 члена на извршниот одбор, така да мислам дека сите се заеднички сили ќе го направиме подобро. Иако и минатата година беше успешна. Така. Верувам дека е така и верувам дека годинава ќе биде подобро од минатата година. Вие правите напори така да е и да ги задоволите сите вкусови. Ова не важи само за граѓаните на Владимирово, бидејќи ова манифестација е за сите оние кои се заинтересирани во убавите летни августовски денови да дојдат во едно прекрасно место како што е Владимирово, малку постудено, посвежичко за разлика од другите краишта на Македонија и да поминат незаборавни моменти од Владимирските и Линденски средби. Знаете, ние против природата не можеме ништо, меѓутоа спрема најавите не очекува добро и пријатно време. Супер. Пријатни вечери, не многу високи температури, така да се надеваме во нашата програма се што е предвидена во овие 4 дена Владимирските и Линденски средби, дека ќе уживаат сите гости, па затоа и овде дојдовме на вашата телевизија, по поканата ваша, заради успешната презентација од минатата година во овој регион, да не видат, да не слушнат и да ги поканиме и останатите гости. Значи, ги каниме не само струмичани, бидејќи ТВ каналот ВИС е регионална телевизија, ги каниме и дојранчани, и гевгеличани, и богданчани, и валандовчани, и струмичани, и новоселчани, тие од Василево и од Босилово, и од Радовише, од Конче. 10 општини го гледат овој разговор и ги покануваме сите од 1 до 4. Така? Од 1 до 4. Традиционално оваа манифестација ја правите по повод 2 август. По повод август. Илинден, така? Да, во поранешните времиња ова се правеше само еден ден. Само еден ден. Само еден на Илинден, знаете, се собираат луѓето, имаме таму. Само на 2 август. На 2 август. Така. Се правеше илинденски ручек, така да тој ручек се делеше така на луѓето и нешто ние приметивме дека за ова ни е многу малце. Малку е. И ова здружение со идеи, со желби во 2005 година донесовме една одлука да направиме Владимирски и Линденски средби
под мотото Владимирци деки и да сте за Илинденски денови Дома да сте, така е, супер. Супер. Ајде сега да им кажеме, вие велите, утре може да почне манифестацијата. Сепак, дали е се подготвено за старт? Па еве, при крај сме веќе со презентацијата по медиумските куќи. Тоа е, По значи. медиумските куќи, еве, мене ми се падна таа чест јас да гостувам во вашата телевизија, инаку и на други медиумски куќи и социјални мрежи, ова е веќе расширено, направено. И денеска имавме презентации во Скопје, така да во Струмица мислам дека со презентација нашата програма ќе ни каже, Одлично. Ајде да одиме сега ден по ден. Започнуваме од 1 август. Значи првиот ден од Владимирските и Илинденски средби е на 1. Што донесува 1? Вака, за да дојде до тој 1, пред тоа има цела година мртвотрпна работа. Да, се разбира. Преговори со музички групи, со културно-метнички друштва, со медиумски куќи, значи цела година. Кога завршуваат едни Илинденски денови, значи припремата почнува наредната година за наредните. Така да ние, кога реков веќе дека сме спремни, можам да ви кажам дека ни се отпечатали сите рекламен материјал, презентирани се во куќите. Тоа е дел од материјалот, оваа програма, која може да се види и така да оваа година ќе започнеме во преквечерието на Илинден. Тоа е на 1 август. Така. На 1 август, кој во 19 часот ќе биде свеченото отварање. Така. На 7-те Владимирски Илинденски средби, интонирање на македонската химна, тој е протоколите, па после химната на Владимирово која имаме Владимирово, химната Владимирово по еве можам да кажам веќе изведувачи се вашите сограѓани Ленче и Горан Кукич во аранжман на Горан Лачки, нашиот сограѓанин, значи оваа година и за прв пат оваа година имаме уште една песна за Владимирово од нашиот познат учител за моето Владимирово, која ќе ја изведат групата Џумбуш од Кочани со маестро Лупчо Атанасов. Супер, одлично, добро. И што друго имаме на 1? На 1, значи после тие поздравни говори протоколарните обраќање на градоначалникот. Еве читам овде, значи поздравен говор на претседателот Бранко Ужевски, добро. Поздравен говор на градоначалникот на општина Берово, кој срдечно се заложи кога веќе сите градоначалници помагаат, што и виде дека оваа манифестација се движи во права насока и тие се приклучуваат општината. Да, значи господин Звонко Пекевски. Да, тој ни излезе во сусрет и многу ќе ни помогнат тие институции што се под општина Берово. Така. Инаку не може поединечно тие само 15 луѓе да направат манифестација во колку не застане општината, граѓаните на Владимирово, нашите иселеници. И дај Боже утре задутре во некоја следна манифестација и државата да застане за оваа манифестација, да конкурира со еве, ако веќе наредната година имаме прилика да разговараме, ќе ни многу биде мило да соопштиме дека и државата застанала за нас. Супер. Одиме со следните активности од 1. Па тоа настапуваат културно-метничките друштва, тие се игрорните од Берово, изворното Малешевско оро, ќе се зајде Димитар Беровски од Берово културно-метничко друштво, на настап на Староградскиот оркестар при Домот на културата, кој оваа година беше во Народна република Бугарија и освои некои од високите први 3 места. Браво, Што така ние го. И сега и круна на се за 1. Круна на се, нашата желба кој ќе настапи е познатиот Јордан Митев, кој потекнува од овој регион, Радовишкиот, така да мисля дека има малце корени од Владимирово, по некои поранешни, поодамнашни роднини, и така кога му се јавивме, вика, рече дека јас со здрага волја настапувам за Владимирските Илинденски средби. Супер. Одиме, господине, на 2 август, значи на самиот ден Илинден, што ќе се случува? После, се надам, на поминената убава вечер, ние, Сдруженијето, немаме време за одмор. Настапуваме уште наредниот ден, благодарение на многу добро функционира во Владимирово црковниот одбор. Тоа се млади дечки кои се многу амбициозни и ја припремаат сета со Македонската православна црква, ја припремаат веќе прославата на местото викано Шилеви ограни, кај манастирот Свети Илија, пророк Свети Илија. Тамо ќе се организира. Значи патрон празник на манастирот, така. Оваа година, бидејќи се паѓа во петок, во кој не се колат живина, се правиме ручек, после ручек кој со драга волја имаме многу донатори, носат тамо гравче. Значи посно јадење. Посно јадење ќе биде. Меѓутоа тоа не ги спречува граѓаните да бидат да си ја однесат погачата тамо. И посното јадење е многу вкусно во Владимирово, така. Па тамо ќе има многу малешевски производи кои може да се споделат.
Тоа е заедничкиот ручек, таму ќе настапат сега вечерта во 20 часот на плоштадот во Владимирово по нашиот познат на Мегдане. Тоа е за нашите граѓани познато место. Тамо се собирале сите манифестации, дали свадби, дали кршевки, дали венчевки, тоа било, мора све да биде на сред села. Така. Тоа ќе настапат културно-уметничкото друштво или постапно фолклорниот ансамбл Китка од Истивање. Јас мислам дека за тој состав нема што многу да се зборува, тоа е познат меѓународен, сега се вратија од странство, неколку денови беа тамо на турнеја по Романија, кога се вратија веќе ние збогатија програмата и мислат дека ова по втор пат ќе им биде и владимирци ги очекуваат. Добро. За да можеме да ги застапиме и другите настани, вечерта е поканена Ирена Спасовска, Скопје, доста позната пејачка, таа ќе направи. Тоа се прави едно најголемото мегданско оро во кој може да играат и до 1000 луѓе. Да. Тоа се прават 6-7 круга, тоа е символ, после ќе ви објаснам за готенското мораве во наредниот ден, тоа се прави символ во кој 7 обрачи се правеле на таа битка, така да како символ го правиме на големото мегданско оро, кој го поведува најстариот жител во Владимирово. Вие можете да поведете некаква иницијатива токму на овие средби да го срушите, да кажеме, рекордот на Гинис во најголемо оро на светот. Зошто да не? Па зошто да не? Тоа е... Ќе дојдеме од сите краиште, ќе се фатиме на оро и ќе... Така, супер. Па така, да се надаме дека и до тоа ќе стигне. Апсолутно. Одиме со трети, а инаку вечерта е илинданска забава до ранните утрински часови. Така. Добро. Па видите, температурите ношти се движат од 15 до 17-16 степени. Супер. Тоа е значи уживање, таму има многу скара, многу ресторани се изложуваат. Имаме што изложуваат наши производи, тезги. Мислам дека ќе има место за сите да седнат, да се дружат, да се видат. Оние производи кои се карактеристични за Берово. Таму се служи малешевска храна. Така, убаво сирење. Ракија раша малешевска и има и мед, предпоставувам. Добро. Одиме со 3 август. Што донесува 3 август? 3 август, на 3 август, тоа е сабота, во 9 часот се тргнува на планината Готен. Тамо да се одбележи почетокот на прославата на Готенската битка или во 1903 година која се одржала на 6, поточно на 19 по новиот календар на 16 април. Така. Ние не бевме во можности да организираме на таа дата, на тој датум да бидеме на планината Готен ради зимските временски услови. Тоа е многу високо, 1500 метри надморска височина, па затоа ги вклопивме во волиниските средби. Таму имавме оваа година една многу голема манифестација затоа што чешмата која ни се викаше Чаушова чешма, сега обновивме. Браво. Тамо се работи и денеска екипите се тамо за да припремат се да завршно. Ќе биде готово. Ќе биде готово, не, чешмата е готова, сега се уредуваат парк, тамо се уредува паркот. Завршните работи. Завршните работи, тамо се припрема и мислиме да направиме затоа што очекуваме една голема бројка на луѓе. Супер. Тамо се готви ручек, тамо се на дрвени котли, тамо се има се организирано и затоа што е најмило можеме да видиме и Струмица, може да го видиме и Радовиш, што е толку многу високо место Готен, се гледаат тим. Знам дека е значаен Готен и за Радовишани од проста причина. Тоа го знам заради тоа што нивното ловно друштво во Радовиш се вика Готен. Така ли е? Ете така, добро. И одиме со почеток на прославата по повод Готенската битка, а што е тоа Муаребето? Муаребе, тоа е турски збор. Така. Од кој по некои тефтери тамо што е предадено, значи борба. 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 Така да од таа борба, кога тамо се случила, веќе кога загинале 250 турци, некаде околу 25 до 30 комити, кога се носеле турските обиените турски војводи тамо, се носеле во гробиштата во Берово и Пехчево тамо, се нашле ни тие поглавните беровчани на местото викано Ратески рит над Берово, им рекле на тапаните, на ратеските тапанџии, познати во светот, и рекле да затупаат неко оро. Не знаејќи они биле неуки, луѓето не знаеле што и почнале да го... Тоа е специфично оро кој денеска се игра на сите мрешевски. Така. А колку се познати, колку се добри ратевските тапанари, тоа јас го знам, бидејќи сум бил сведок многу пати на нивни изведби.
еднаш бевме, еве ќе ги запознаеме гледачите, еднаш бевме заедно на карневал, заедно со Струмичкиот карневал и од Ратево од карневалот, бевме гости во Перник во Бугарија и кога таму на плоштадот зачука ратевци, една госпоѓа која имаше можеби меѓу 70 и 80 години со солзи на очите вели: ако умре вчера, немаше да знам дека на светот постојат такви тапанари квалитетни и такво нешто вели во животот не сум видела, а таа е многу стручен човек бидејќи цел работен век го поминала во бугарската телевизија како музиколог и како музички уредник. Ете, тоа е тоа. И затоа јас од кога памтам, Така. од кога памтам они генерации, они не може Илинден во Владимиров, тамо, без ратевските зурли тапанџии и не може ни Готинското Морабе без нив. Така, добро. Значи, они секоја година се тамо и тоа е начин. Потоа има панахида за загинатите борци од оваа битка, така? Така и колкумина биле? Колкумина загинале во таа? 25 до 30, од кои останале и неколку живи, тамо биле четите на Чернопеев, четата, таа многу интересна, тоа ова го знаат веќе тие историчарите. Тамо се здружиле двете чети, врховистичката и централистичката, така да заеднички успеале да се извлечат од панината кои биле нападнати. Една убава вест да се здружат. Да се здружат. Една убава вест, добро. Во оваа битка имаше и двајца од Владимирово жители кои едниот јас го памтам, кој бил учесник тамо, Ефтим Левенски, кој така ни раскажуваше 74-75 година, раскажуваше како се случило. Вика, тоа беше магла, не се знаеше кој по кој удира. Тамо се створиле 7 обречи. Стигнал и Струмичкиот, стигнал и Радовишкиот, и Беровскиот, и од Лески, тамо тие села, така да се извлекле со само околу 25 до 30 жртви. Дека бројката на турски аскер била 10 пати повеќе. Така, значи после панахидата, после рефератот по повод битката, Готенската битка, и после ручекот за сите присутни кој е традиционален, што следува за љубителите на забавата, на културата? После се враќаме поново во Владимирово, и во вечерните часови, па некаде околу 16 часот завршува тоа батвањата Готен. И после се враќаме во Владимирово, каде ќе биде изведена новата песна на Владимирово, за моето Владимирово, од групата Џумбус и естрадниот уметник, кларинет солист Лупчо Атанасов, добро. И ќе има доделување благодарници. Па да, на сите спонзори во 22 часот организираме свечен коктел и доделување на благодарници, со тоа што овој ден ќе заврши, се надам дека многу успешно. Така. И следниот, последен ден е 4 август и последен ден на Владимирските и Илинденски средби. Последниот ден ни е секогаш така, баре во нашето размислување го стапуваме на најмладите. Така. Тоа е спортски ден кој се започне со турнир на мал фудбал, тамо доаѓаат екипи од регионот, се дружат дечките, надпреваруваат, а нема некој финансиски конотации, така да они се повеќе дружат, се забавуваат, отколку да бидат надпревари за некој, играат само за престиж, значи играат по добрите. Оди тие се другарчиња, се дружат секојдневно и тоа ни ја зголемуваат манифестацијата. Имаме за оваа година, еве да го спомнам, еден од основачите на Сдруженијето Ацо Кржовски, кој повеќе не е меѓу нас, ќе го посетим и неговиот гроб оваа година, не е меѓу нас, кој исто така многу помогна за да се формират овие средби. И вечерта веќе ја отвараме најинтересната програма, тоа е игранка на отворено за сите. Значи тамо веќе нема сценарио, нема така. Се игра, се пее. По втор пат ја каниме нашата позната естрадна уметничка Жаклина Узунова Коловска, која го знае малешевскиот менталитет. Била дел од тие игранки кога била млада. Знае, го чувствува тоа, потегнува и така да тоа е една манифестација невидена, тоа играат, пеат стари, млади. Одлично, одлично. Некои од страна гледа. Инаку да ги подсетиме само гледачи дека Жаклина Узунова Коловска е сопруга на покојната легенда на македонската песна Јанко Узунов. Така. И она ќе настапи некаде до 24 часот и затоа во 24 часот по втор пат и оваа година ќе настапи за најмладите, тоа како шлак на торта, да биде со нашиот Ангел и Александар, двајца браќа диџеи Младеновски, двајца браќа кои веќе се издигаат не само на општинско ниво, меѓу и на регионално като познати. Еве ќе настапа во Владимирово,
за младите тоа да биде се. Супер. Господин Кужевски, морам да признам, богата, издржана програма, и јас се надевам дека ќе помине онака како што сте замислиле. И јас се надевам дека ќе има многу народ ќе дојде во Владимирово, дури овој разговор ќе предизвика интерес кај гевгеличани, кај дојранчани, кај богданчани, кај радовишани, струмичани и така натаму, и ги реков веќе. Навистина заслужувате честитки за напорите што ги правите, да ги анимирате жителите на Владимирово со убава програма, да им приведете убава забава, бидејќи празникот е голем. Илинден е голем празник. Сакам само за крај малце така да го сумираме сето тоа, од кога се почнени Владимирските илинденски средби. Благодарение на Владимирските илинденски средби, благодарение на медиумските куќи, благодарение на информираност, во Владимирово се враќаат од сегде. Ако ви кажам дека 26 куќи до некни имаме вратени луѓе кои се враќаат да живеат во Владимирово. Ма браво. Што да кажем? Има ли поубава вест од тоа? Нема. Добро. Останува да ви се благодарам за гостувањето, да ви посакам убава реализација на зацртаната програма, да се гледаме и во наредни прилики и еве се надевам дури ако имате време и после Владимирските средби да дојдете па да ги сумираме резултатите. Како беше, што ние беше? Ние ќе бидеме, ние сме намислени, ние не ви пренесовме се 100% што ќе се случува. Нека остане нешто имало тајна. Да видите, оти мислам дека вие тамо ќе видите, ќе најдете начини со вашите камери, преку вашите такова да снимите дел од тоа, за да можете да го после презентирате сето тоа. Се надевам дека ова манифестација ќе помине во најдобар ред. Сите тамо имаме служби, функционираат како комунални предпријатија, како амбуланти, значи се надаме најмалце работа да има за противпожарни екипи, за дечки, за полициските службени. Вие се надевате, јас сум сигурен дека ќе биде безпрекорно. Господине Кужевски, ви благодарам за гостувањето во емисијава, ви посакувам успешна манифестација и да се гледаме само за убави нешта. Благодарам и се гледаме во Владимирово. Дај Боже. Одиме понатаму со емисијава. Позаката.